tebe, kaj vojuvam dolgo vreme. Nad mene nebo pod nego ja. Mojte drugari, mrtvi se v zemlji, eve kaj vojuvam do suden čas. Ne brzaj, vojniče stoji. Ubav je svetov, duduli, duduli. Grdo je, sam da si oj, mrtvi te, dudulim, dudulim, dudulim. Ej, Antio! Ej, strašilo! Kade odiš? Slepci da vodiš? Ne sam slovenski stotnik da slepci da vodam. Kakov slovensko tu? Skiti se ti je, skiti! Divljačko pleme! A i ti si od taja sorta, a? Umov mi go zedovte, deca. Kade mi je gospodar? Koji gospodar? Ajde, ne pravi se nedoveten. Pružin koji? Glas od Romea mu nosam, od okrit. Ti glasnika? Tu se kleštite, gospod, da vi je napomoš. Vojnata svrši, deca. Vodete me kaj nego. Na. Gledaš? Bri. A koja ti je ta vešterka oče? Tvoja ta carica, glupaku. Vnuka na imperatorot Vasilij. A srce to duri da ti čukne dva pati žena na gospodar od Fružin. Što je? Što zjapate sega? Vodete me kaj nego. Aj. Što je sega? Sakate li da go navlečete gnevot na vaši od gospodar? Aj. Eve, kaj vojuvam dolgo vreme, nad mene nebo pod nego ja. Majte, drugari, mrtvi se v zemlji. Nije mi se nebo
Može li nekoj od blagorodnata pridružba da mi objasni kakva je ova tišina? Zašto molčite? Diogene? Ili ti, Davide? Taka. Znači, moji te vojskovodači se izmoreni. Ili može bi se prisakalo da čujete pesna na ptici, namjesto pukot na tapan i narodna veselba? Diogene, ti iz Utrinova se vrati od Salonika. I tamo li je taka? Bolesno ti beše da go skršiš Samoila Suitrina, otkolko da kažeš koji gi krši zapovedite na tvojot imperator. Го молам Василевсо да ми прости, но... No, Konstantine. Ти заповеда денеска да се слави триумфалната победа. Сите главни градови те пречекаа со радост. Vičen si da komandovaš, no sa govorništvo ne si prijatelj. Odgovaraj kako vojnik, ako imaš odgovor. Изненаден сум дека царот не го знае она што сето царство го знае. Грубоста повеќе ти прилега. Продолжи. Što je to što go znaje seto carstva, nego znam jas? Господару, па твојот главен советник Скифијас го забрани празнувањето. Skifijas? Не, тој. Zašto? Така. Ispratite da go viknat. Беше време кога и јас ја познавав убавината. Ја допирав со рака и ја галев со очи. Моето тело и моите чувства изслужа на страста, раѓајќи ја страста. Од кога почнав да војувам, други страсти ги потиснаа човечките. Но зар не гледате дека земјата под бремето на честите војувања е уморена и треба да се освежи со весела поворка народ, со арома на разбудна младост и со вино? Ние сме војници, господару. Заповеда и заповета твоја ќе биде извршена. Давиде Аријаниц, не си многу стар по години, но изгледаш како преморен старец. Си се прашал ли зошто? Тежок е јаремот на младењето, особено овде, меѓу овие се уште полудиви Словени. Римскиот папа добро знаеше кога го круниса Самоила. Нему му беше нужен овој заштитен појас меѓу Рим и Византија. Но сега, кога сме веќе близу на победата и кога неа ја имаме како птица в рака, не чувствувате ли дека и раката и птицата треперат? Драги мои, ако владетелот го жртвува личното задоволство, каква е тогаш смислата на владењето? 38 години Самоил владееше. А кога се обиде да ги изброи деновите на непоматена среќа, од два или можеше да ги изброи 15. А колку ќе ги изброиш ти, Давиде? Јас војувам, царе. Тоа ми е занаетот. И секоја битка е празник за мене. Слушате ли? Да беше поет, ке декламираше со патос: уморна е земјата, уморно е небото и уморен е човекот. Сакав денес да чујам овде како пука смеата, како се излива низ прозорците од гробовите. Сакав да видам како се отвора небото како на благовест и земјата до безсвест да се тркала од смеа. И кога јас заповедам да се празнува, се наоѓа некој поумен да ги одменува моите заповеди. Ovde ima novo lice. Ako ne se lažem. Da, Hijacint
Smaragd i safir. Kako da ti teži nakito tu bavice? On ne, gospodar. Koje li raka te nadarico toliko kadri na ova čelo sobra toliko kosa? Slovenski rod si, ne li? Ахмето Теодор, съветникът на Гаврил Радомир, ми беше татко, господар. Stani, stani. Jedan den ke te odvedam na vojnički igri. Da, сега me podsjeti na onije vrteški prav što se vivnuva tu gore, koga dve dvokolki se uzminuva brzi kako veter. Strašno je pokraj tebe. Sedni ovdje. Ne plaši se. To je drven stol, premačkan so zlatna boja i pokrijen so kadife. Не, господар. Bože, kako rumen go prelijeva lice. Ne mraziš ili da ne ovdje ono što ga ljubiš? Не, господар. Hvala na Boga. A ja sam mislil, dek ono i lisec Diogen veplenil site. No kada je toj? Той отиде да извърши твоята заповед, господару. Отиде по Скифиес. Da? Tebe toj Diogen postojano ti je na um. О, не, господару. Te prašam, devojko, kada je tvoj ljubavnik i kako se vika? Не знам, господару. Фружин му името. Ružin. Несрекнице, знаеш ли чие име изговори? Imето na svoj ljuben, Teodora. Да. Фружин, господару. И аз затреперих с истата омраза мила Теодора. Той царски син ме сбогати со много страдања. И жена сум, но немам сили да му простам. Това е нещо трупно. Господару, ова лисица нещо и трува. Ženi, ženi. Kako se vikaš? Елиника, господару. Elinika? Zar to je slovensko ime? Татко ми беше учен човек, господару. Сестра ми се викаше Мирослава, а јас Елиника. Той ги сакаше и почитуваше Византија и Елада, исто колко и Македонија. A koliko godina imaš? 18 ili 38, a? Исто колко и мојот мал прст, господару. О, дрска жено. Која Македонија? Кој прст? Šegovica, Teodora. Šegovica znači i umna. Вие мажите за жал, Što, Teodora? го немате сетивото што го има секоја жена. Господару, ова жена, навидум искрена. A ženata Teodora, zver ženske, ta nadarena bogato za životen lov, a uspeh je najde tajilo porazot svoj. Ajde ja s tebe da te omažam za Fružin. Sakaš li? Taka ke bi da ti spolneti site tvoj želbi, pa ova zemlja najposek ima mir. Što misliš za to? Јас сонував, честит господару, дека има некој цар Фружин. Да можам пак да сонам такво нешто. Или да видам уште еден таков. Цар? О, мила Еленика, како твоите пазови да испаѓаат цареви како ситен песок. Мене още неговиот татко сакаше со став да ми избрка од Охрид. Вештиците да ме сварат во своите казани царе, ако ова не е некоја дивјачка љубов. Со какво само таа омраза него го сака, а? Dosta, Davide, dosta. То не е жена, туку чудотворка, Божја измислица. Gledaš, ostari sme od neja, Davide. A kako ta obajica te ne podmladi? Gledaš deka ovde si među prijatelji. Pa izbira jedan među nas. Ili jas nešto veke ti veti, ne li? Господару, на жената ни и прилега да се фали со срце, што им е отворено на сите. Ниту пак со честа што веќе ја понудила на друг, макар тој да се вика и Фружин. Ете kako ljubavta ne zna da zborува za ništo drugo osven za sebe si. Фружин е горд, господару. Питом и горд. Мислам дека друга жена го нашла патот до неговото срце. Gord, sujetan, surovosta mila moja, to ja steknal živejki od Divina na planinata Timor. A pred to strogo vaspitovan vo vojnički od zanet, той немал време да научи за љубовта. Господарот него го познава од порано? Јас го познавам војничкото срце, жено. Уште како мал,
Врвот на копјето го забодував во врелата крв на дивите горски зверови, исто како тој. А сега обајцата го забодуваме во подобра крв. Одговори ми што те прашав. Јас слушам. Прати ме кај него, господару. Или ќе се согласи, или летописецот нека ме запише како предавник на Словенското царство. Од секогаш и се лутев на природата, што убавината ја раздробила на парчиња, па така по делови ја оплотува во нови дела. Еве сега таа се собрала заедно во една жена. Тешко е да се биде цар. Не можејќи да биде судбина, тој станува роб на судбината. Каде тој Скифијас? Давиде! Да, господару. Сакам жив или мртов да го видам овде. Предуште робовите да ми донесат вино. Вино! Да, господару! Вино! Конј! Доведете го мојот конј! Долг век на господарот Фружин. Те поздравувам, долговечен. Стани. Што треба да значи овој портрет, оче? Еуфросина, господару. Тоа е Еуфросина. Каква е Еуфросина? Што плеткаш ти? Кој те пратил тебе? Скифијас, господару. Скифијас. Скифијас, зборувај. Скифијас ти го праќа портретот на Еуфросина. Па? Внука му на Василий II. Скифијас ти ветува дека цариградскиот патриарх ќе те венчат со него. Со ова недораснато детиште? Убаво е детиштето. Убаво, лош уметник ја наслика. А зошто императорот се заљубил во мене? Тој не. Скифијас. Затоа и Скот располага и со малолетните внуки на големиот император? Располага вералникот негов. Располага Скотот и со круната. Слушај ме, господару. Или синку. Само синови родени од жена со царска крв може да бидат сигурни вистински наследници на престолот. Скифијас ти ја нуди византиската круна, а ќе те круниса цариградскиот патриарх. Самоновиот патриарх Давид и твојата царица мајка Марија ќе те благословат. Што бара тој, Скифијас, се да влезам во таа стапица? Твојата мајка Марија веќе е таму. Знам. Со патриархот Давид таа ги доведе и тројцата твои браќа и 6 сестри. Знам, што бара Скифијас од мене. И самоловиот вомрачен син и 2 ќерки и 5 сина на Гаврил Радомир. Знам. Најстариот твој братучет ослепен од таткото. Дошто сега? Знам. Каков одговор да му однесам на Скифијас? Никаков одговор. Господару, никогаш по словенските населби не гореле толку клади. Никогаш од времето на Александар Велики овие краишта не биле натопени со толку солзи и крв. Скифијас ми наложи и дојдов да ти кажам дека ќе ја испепели ова варварска земја. Ти нема да се вратиш кај Скифијас. Јас и не сакам да се вратам кај него, само... Не? Не. Добар пратеник нашол. А што бараш ти од мене? Оженија Еуфросина, господару. Спаси го Самуиловото царство. Знам, на срцето ти е друга. Лика е, викаш. Ена, во таборот на Скифијас.
Ljubeznica na Konstantin Diogen, Elinika se vika сега. Ti nema da se vratiš kaj Skifijas. Raskini го договорот со кнезот Добромир, господару. Тој му служеше на Самуила, на чичко ти Грабнир Радомир, на татко ти Иван Владислав, откако тој му стана советник на Самуиловото царство, царството почна да тоне. Лежи пистол повека! Стража! 800 лаптија длабоко онаму, до оние бели пени долу. Ќе остане само крвава дамка на крпите од тебе, ако не ми дадеш само еден доказ за овие твои гасоти. Отпрати го со копјата. Што е? Се одзедели јазикот. Или сакаш веднаш со копјата да те фрла долу на карпите? Не сакам, господар. Порувај! Вералникот негов. А зошто тој толку развлекува со битката, знаеш ли? Со каква битка? Скифијас, се знае, господару. Тој ме прати. Па ти со недели го чека стратешкиот план што треба Добромир да ти го направи. Утре ќе те натера да ја поведеш војската, кога војските на Ромеа ги поседнаа сите кастели одовде до Драч, на запад и на север, Охрид, Скупи, Просек. Четворитаца твои кнезови се со него, другите сите со тебе. Ке те земат меѓу себе и ќе те снајде судбината на татко ти Иван Владислав. И четворица. Натерај го сам да ти каже. Како да ти поверувам? Не сакам да ми веруваш. Самиот ќе се увериш, уште утре. До утре ќе живееш? Водете го! Не, само уште збор, господар. Оној Евстахи Манитат, заповедникот на стражата, на Василий, сега твој. Што? Престанеш ли да лаеш? Држи го поблиску до тебе. Скифијас му нареди жив да те доведе. Тој ти е сега најдобриот чувар. Ке стои штит меѓу тебе и мечот на Добромировите слуги. А сега водете ме каде што треба. Царе. О, ти си седнал во царскиот трон, господару. Те поздравувам, Василевсе, на моќ на Византија. Учителу, Василий II ти се поклонува. Господару, не земај го на подбив твојот стар учител и советник. Стани, советнику.
Si pratil po mene, care? Da, mi se prisaka da go vidam, uvaženi odsovetnik. Dosta ljubeznosti. Carevi te ne praćat po svojte podčinjeti bez pričine. Особено не такви војсководачи како што е Константин Диоген. Царот нешто не е задоволен од мене. Со каква цел советнику си го забранил празникот на победата? Дали тоа е префарлување? Зар така звучи моето прашање? Јас знам дека Константин Скифијас не прави ништо без причина, па ме интересира таа причината. Константин Скифијас, господару, ни насон не прави ништо без причина. Ти војуваш, а јас управувам по твоја милост. Но за твоите освојувања јас, иако твој прв советник и учител, никогаш не ти барав објаснување. Скифијас, татко ми, Бог да го прости, те назначи за мој учител, а јас те назначив за мој прв советник. Но одамна веќе јас не сум твој ученик. И сега, како господар на Византија, можам да назначам друг советник, помалку тврдоглав. Царот не го прават цар скапоценностите што ги носи, туку неприкосновеноста на неговите заповеди. Сличните беди ги стигнуваат царевите кои не се способни сами да управуваат. Ако тоа ти е неподносливо, управувај сам, царе. Тоа и го правам, Скифијас. Според тоа сакам да знам зошто е одменета мојата заповед. А јас сакам да знам зошто е потребно да се слави празникот на победата. Пред се затоа, за да не се нарушуваат моите заповеди, драги Скифијас. Тогаш, основната причина за забраната е да не се спроведе твојата заповед. Затоа што ја прекрши мојата волја, ти веќе си казнет. Ти го одземам чинот и те сменувам од должноста. Слушнавте ли? Тоа го правам пред мојата свита. А сега како господар твој и ти како мој поданик ти заповедам да говориш. Јас слушам. Василий II, помни дека на тој трон те поставив јас. Јас ти ги создадов тебе воените и државните планови. Јас те спасив на белацица од Самуил. Јас со раката на Владислав го уништив Гаврил Радомир. Јас ти ја спасив тебе главата во заседата на Преспа, а при обсадата на Драч мои платерици го убија последниот словенски цар Иван Владислав. Јас, Скифијас! Зошто одмената мојата заповед? Причината! Јас, Скифијас! Јас тебе те водам по вравиците на славата! Господару и ученику мој, а учителот не е должен да му полага сметка на својот ученик. Сигурен ли си, Скифијас? Го забранив празникот, зашто пленетиот Несторица, архонтот на Струмица и доблесен стратег, ти добро му ја знаеш војничката слава, избега од подџелацкиот меч. А го грабна никој друг, туку заповедникот на твојата стража, Евстахи Манитат, чие што отсуствот свитава ти дури и не го забележа. Кај Добромир, твојот гробар избегале уште четворица твои великодостојници. А то нешто значи, семоќен императоре. То значи дека си обкружен со шпиони и подкажувачи. То значи дека синовите на Владислав собираат пак војски. То значи дека е време на искушение, а не за веселби. Треба да нападнеме, за да не бидеме нападнати. Каде е нивниот логор? Господарот знае. Зборувај, Скифијас. На Тимор, Василий. Слушај, советнику. Или ќе одговараш како што се одговара,
Ili ke zapovedam ovde da te raščerečat kako pes i kako grešen đavol. Koliko gi ima? Dovoljno za da bide nepobedljiv vo šumovitite karpi. Ko je ušte sa nego? Sinovite na Vladislav i ko je ušte? I site što se protiv tebe, care. Ne si mnogo glagoliv. Meč i ogan mi je potreben, a ne glagolenje. Po bitkata popovite neka ni glagolat v crkva. Od kada ova vino? Od misir, gospodaru. Mirisana tinja. Dajte mi makedonsko vino. Što predlagaš, sovetniku? Predlagam povtorno osvojeните zemlji da se razorat, narodot da se raseli. A sekoja Sklavinija, sekoje selo, sekoj katun da se naselat Soelini, Persijci, ili kako što sakaš Džgan, od koja i da je rasa. Predlagam semejstvata na knezovite i bivšite vladeteli da se zatrat, zašto istorijata nije svedok. Nijedna naša pobeda bila so kus vek, ako samo jedan člen nalozata, makar i nevažen, uspel da izbega. Žestoko. Čuvstvata tuka nemat nikakvo mesto. Vlasta i čuvstvata nikogaš ne odele zajedno. Zar sega, sovetniku? Koga sme podrka su pobedata? Sega. Dok mu sega treba da budeš svirep do kraj, za da je održiš vlasta. Sega treba da budeš žestok, grozen, bez razmisluvanja. Neka nema razden. To nad se bezobrazno pleme treba svirepo da bide kazneto. I ova grda stranica od istorijata da bide edneš za sekogaš zatvorena. I Dobromir? To i golem trup, to i mrtov svetec treba so golema počiti svečeno da go krunisame za tvoj sluga ili da go pratime na onoj svetu. Ubav govor. Čestitam. A sega da slezame malku na zemlja. Zašto izbega manitat? Zašto beše poluden po ženi i pijanki i zašto ne si je gledaše službata. I zašto jas go razrešif od dožnosta. Ti go razreši? Zapovednik od namojata lična straža? Ma što ti je tebe, Skifijas? Ja znajem deka to ima namera da pobegne ke Dobromir. Zašto go pušti da izbega? I Dobromir mi beše vracen, no ti go pušti da izbega. Carot moj, znači se somnevavo mojata vernost. Dobromir, care, dolgo vreme živeše v Ohrid. Iskitite sosema dobrog i zapoznale negovite dostojinstva. Nadaren so bleskav i mažestvenost. Bogat i so mnozina verni prijatelji. Toj ovde će predizvikaše golemi smutovi protiv nas. A daleku od očite na narodot, toj poleka će se oddaleči sosema od nego. Zato jas mu dozvoliv da izbega. Selo reka sudbinata ne ti gokači povtorno navrat, kako ris. Samo ne prosvetenite, care, veruvat vo sudbinata. A prosvetenite se zdržuvat od samofalbite. Neka mi prosti imperatorot, no jas vativ smislata na negovite zborovi. Vije sovetnicite je imate važnata misija na narodu da mu objasnuvate zašto nego razbira ona što nam nego sovetuvate od njegovo ime. Što znači ta besmislica? Ona je celata smisla, Skifijas. I sovetnik od ki bide nesreken, ako mora sam da se je nabavio hranata. Mi gospodovata brada, care, jas odvaj se stražuvam. Ti navistina postapuvaš so me nekako ris, što mi se frlil na vrat. Sakav samo da ti pokažem, Skifijas, kako se čustvuat on je na koji ti si im se kačil na vrat.
I da te podsjetam deka ja sum po milosta Božja gospodarot na Vizantija. A se ga zapovedam. Konstantine Skifijas, simni gi, predaj gi velikodostojnite znaci i skapocenostite. Ti se odzema titulata, a imotot i dobitoko ti se plenat. Ako čujem deka si pobegnal kaj Dobromira, semejstvo to ki ti go sotram, ni koren da ne ostane od tebe. Slobodan si. Всеможен, непобедлив, честит и пресветол царе. Светли патрицiji и кнезови, храбри стратези, милостиви господи и пријатели. Гледам дека ќе треба да изговорам тешки зборови и го молам твоето царско величие уште еднаш за последен пат милостиво да ме изслуша. Ке ти бидам благодарен, Скифijas, ako ne me prisiliš dolgo da te slušam. Откако Рим ја изгуби власта над Исток, Александрија и Антиохија, Африка и Азија Zašto toliko na široko, Skifijas? се одделија од него. Константинопол веќе стотици години не знае и не сака ни да знае за католицизмот, а само им. Тој водач на безбожните орди ја заде својата круна токму од римскиот папа и спокојно ја стави врз својата тркалезна глава. Еве веќе 40 години шиба по Салоника и Филиполис, по Дубровник и Сирмиум, ширејќи го безбожното царство и угледувајќи се та на кого друг, туку на Александар Македонски. Ne preteruvaj, Skifijas. Самуил веќе 4 години е мртов. И во неговиот череп змии се ведат. Но неговиот дух е жив, царе. Словенската вистина во Македонија не може веќе со умни спорови да се оддели од филозофијата што рти, не во класичното руво, во кое исчезна во Александрија, туку во гротескната руба на црнокапиот Скопен Калуѓер Похомил. Тој е еретик. А сите вие добро го знаете тоа. И учеше селаните дека е срам и поруга светата 1000-годишна догма дека секоја власт е од Бога. Дека Божји наследник на земјава е царот, а негов заменик патриархот. Ова се пронесе само како шепот и веќе избувна бунт и против Бога и против... Не говори безсмислици, Скифijas. Со мртви сеништа ли ме плашиш? Молам твоето царско величие да ме изслуша до крај. Ке ти бидам благодарен, Skifijas, ако тој крај веќе блиску. Треба да излезете од овие дворци, светли господи и кнезови. Треба да слезете од вашите коњи, вие, војско водачи. Треба да се прошеташ меѓу народот, Василевсе. На катуните, навечер покрај огновите, празноверните селани шепотат дека во Константинопол во скришна соба има некој получовек, џуџе со турбан, што има чудотворен прстен, со кој човек може да стане невидлив и да земе две тела во исто време. Тој прстен чудотворен Божем сега бил кај Добромир. А ти, царе, знаеш што значи
takvo veruvanje među neukiot narod. Dosta, Skifijas, to je neseriozno. To je moš neseriozno, care! Nikoga, Skifijas, ne sam te videl toliko glupav. Đuđe so turba! Carot, nikogaš baka ne ponisi. Zašto ne moliš za milost, Skifijas? Zašto? Zašto? Jas znam zašto. Razrešen sum od должноста, moram sam da si je obezbedujem hranata. Odam da sadam kompiri. Mojava glava i mojte objasnuvanja se somene. Ako nešto to ti zatreba, pobavi me. Da, jedno carstvo, a dvajca gospodari. Od danes ke bide samo jedan. Drugi od otide da se zanimava so zemljodelstvo. O svetov care. Prokletstvo. Ova nam istina беше vojnički. A što misliš ti, Davide? Gavol da me zeme, se čustvujem kako da sam išel živo kuće. Proklет da je, koga го слушав него, чинам правтje како самиот Господ. А кога го слушав царот, бев готов да го пробудам. A ti, devojko? Во израз на него господарот мислев за гибелта своја куќето погано. Но господарот навреме го порази за среќа на царството. Ако Господ не му го врати пак за несреќа. Kako to, ako Gospod mi ga vrati? Тој е жив, царе. Додека е жив, е опасен. To? Straža! Во долните галерии на тврдината Скупи слушнав има два диви чакали. Патрициот пропозит Роман ги хранел со човечко месо. Однесете го таму овој скитски шпион и кажете му на управител дека ќе ни стори чест ако го прими мојот дар за појадок на пците. Господару, па тоа е Линика. Диоген ја доведе во твојата притуžба. Пот и крв, нека се сторат коњите. Трњете од капините, нека корнат парчиња конјска кожа. До недела изутрина сакам да стигне за појадок на пците ова месо. А сега, нека почне. Одведете ја во мојана соба, но советнику Скифијас. Царот нареди да е Саков, а мојата соба. Овде имате по 100 златници. И ниту еден набор од нејзината облека да не се повреди. Никој ни со состане, а допред, додека не дојдам таму. И со главата ми одговараш за неа. Одете ја!
Viva!